Како и вообичаено, на репертоарот доминираа теми кои го одбележа и истакна комплексниот македонски идентитет и современите предизвици. Господ постои, нејзиното име е Петрунија, кој е снимен во копродукција со Белгија, Словенија, Хрватска и Франција, представува мокно филмско дело кое раскажува приказната за една жена која е дел од религиозна церемонија, каде имат пристап единствено мажите, чин што значително придонесува за феминистичката борба на жената. Најакутно социјално прашање на нашето време, кое е интензивирано на Балканот. Вереш, прекрши ги правилата. Попе, кои правила? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Жена не сум. Филмот е селектиран за наградата Лукс заедно со уште 9 европски копродукции, меѓу кои документарецот Медена земја во режија на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов. It's an opportunity to show to people the culture in the diaspora. Фестивалот е можност да и се долови на публиката културата од Македонија, но и да им се даде простор на сите поврзани со неа, режисери, продуценти, сценаристи, актери. Волонтерот Боб ја доловува суштината на фестивалот. Think outside of your little box that you're living in. Да размислувате надвор од ограничувањата со кои живеете. Погледнете друг дел од светот преку филм, зашто е ефтин начин да патувате во друга земја, да видите друга култура, да осознаете друга перспектива за животот. Според првичните извештаи, нема преживеани. Премиерата во Торонто на Втора шанса, првиот долгометражен игран филм на режисерката Марија Џиџева забележа голем интерес. Македонско-српска копродукција снимен според сценариото на Огнен Ѓоргиевски. Ке го објавиш? Стварно мислиш дека ќе смениш нешто со тоа? Освен македонски, на филмскиот фестивал во Торонто беа прикажани копродукции на албански и бугарски. Кусометражната 12-минутна драма Без љубов доби посебен израз, како и Донка, Колива и Диагнози. Ова филмска смотра е единствена во Јужна и во Северна Америка. Атрибутот македонски му дава посебна екзотика, упатува на нераскиливата врска на диаспората со татковината. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Торонто.